Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За ова издание најавуваме. По пожарот кај Треска, азбестните кровови на опожарените објекти голема опасност по здравјето на луѓето. Дури едно влакно, ако ви падне на алвеолите и се закача нив како на кука, доволно е една честичка. Експозицијата може да биде меѓу 5 и 40 години и вие да заболете. Расчистувањето на теренот критична фаза. Градоначалникот на Центар не го исполни ветувањето дека до март ќе ја отстрани државната дивоградба кај зградата на Созара. Идејата беше со отпочнувањето на улицата, кое што требаше да почнеме до сега, но поради процедура со самата документација, по отпочнувањето ќе отстранеме и оградата која што е поставена. Апсурди и со закон и со матичен број за системот остануваат фантоми. Што ме вреди ова? Ова не е ништо. Се прават напори сега да се надмине тој проблем. Во Гевгелија повторно се слуша грчки. Οπότε με το που σταμάτησε όλο αυτό και άνοιξαν τα σύνορα, το πρώτο που κάναμε ήταν να έρθουμε να δούμε τους φίλους μας. Και ταυτόχρονα να κάνουμε και τα μαλλιά. Судската култура пречка до независно судство. Немаме вкоренета култура на независност како дел од судската култура, како основен столб на судската култура. Реклами па сториите. По пожарот кај некогашната фабрика Треска во центарот на Скопје на површина исплива стар проблем. Азбестните кровови на опожарените објекти и опасноста по здравјето на луѓето. Професорот по хемија на ПМФ при УКИМ Виктор Стефов предупредува дека и само едно вдишено влакно од азбест може да предизвика рак на белите дробови. Затоа, апелира тој, расчистувањето на теренот по пожарот мора да се одвива крајно внимателно. Ирина Каревска. Дождот го изгасна ризикот од нови жаришта кај некогашната фабрика Треска во Скопје, но остана да тлее опасноста од еколошка катастрофа. Мојата информација дека има околу 35 до 40.000 метри квадратни азбестен кров. Дали имало и колкави се последиците од ширење на азбестот по огнената стихија, веќе е доцна да се мери, но клучно е да се спречи ново загадување. Поопасно е кога се вадат крововите и се распрскува таа прашина. Ке се имали ова предвид при расчистување на теренот кај Треска. Црниот чад што во четвртокот се издигна од Треска можеше да се види и помириса и на десетици километри далечина. Опасно. Да ви кажам, многу опасно беше. Мирисаше, многу мирисаше. Гадно мирисаше, претерано. Ова е навестена работа. Некој, моје убедување, некој сака ова да го лапне. По викенд дежурствата на противпожарните и полициските екипи околу поранешната фабрика денеска беше тивко. На терен во обиколка беа само неколку полициски службеници. Увидот на истражните органи заврши во саботата. Постапката ја води основното јавно обвинителство Скопје, кое ќе треба да утврди како настанал пожарот и дали има елементи на кривично дело. А додека се истражува што ја предизвика огнената стихија, се прави и стратегија за расчистување на остатоците. Главниот ризик се големите количини азбест, минерал кој при вдишување може да предизвика канцер на белите дробови. За азбестот претходно алармираа и самите инвеститори кај Треска, на кои тоа им беше меѓу главните аргументи во барањата да почнат да градат по стариот спорен детален урбанистички план, кој општината ветуваше дека ќе го смени. И може да не се деси еколошка катастрофа доколку дојде, то не дај Боже пожар или не знам какви други непријатни ситуации. Тоа е интересот на сите нас. Тоа е јавниот интерес да го расчистиме тој дел. Иако од општината тогаш немаа прецизни сознанија за присуство на азбест, градоначалникот Горан Герасимовски во петокот потврди дека станува збор за големи количини и дека дел од нив биле зафатени со пожарот. Мојата информација дека има околу 35 до 40.000 метри квадратни азбестен кров. Да, вчера беше зафатен со халите и самите кровови кои што и се уште паѓаат по самото гаснење.
Искрено јас и вчера прв пат после многу години влегов во фабриката Треска и тоа што го видов можеме да го споредиме со оние слики од Чернобил. Токму тоа што дел од азбестните кровови се распаднале е главниот ризик, бидејќи азбестот е опасен само при негово сечење, стругање, кршење. Во моментот, ако пропаѓале тие при пожар и направиле прашина, почнале да се распаѓаат самите кровови и таа прашина заедно со прашината од оганот се кренала горе, значи во таков случај има опасност. Иначе азбестот е огноотпорен, така да не гори, не може да изгори тој во таков момент, но може тие частички мали, бидејќи се тие влакненца со многу мали димензии, да се кренат заедно со димот и да направат проблем. Азбестоза, стомачни заболувања, рак на бели дробови се можните последици од изложеност на азбест, кој поради ваквите својства е забранет во Европската Унија уште од 2005 година. Дури едно влакно, ако ви падне на алвеолите и се закача нив како на кука, доволно е една честичка. Експозицијата може да биде меѓу 5 и 40 години и вие да заболете. А можете и да сте изложени подолг период, ако таква честички не сте вдишили, не се залепила на алвеолата, тогаш нема проблем. Значи нема правило. Дали и колкаво било загадувањето од азбест, сега може би е доцна да се мери. Градоначалникот пак вели дека мерните станици во последните 5 дена не покажале зголемено загадување на воздухот, но опасноста од азбест воопшто не се мери со таква опрема. Главниот предизвик сега е како да се отстрани отпадот. Тоа беше и темата на денешниот состанок на кризниот штаб на Општина Центар, на кој се правеше план која институција и како ќе се вклучи. Таму согласно законските прописи, самите собственици на објектите треба да се ги изчистат отпадот по налог на општината и останатите надлежни институции. Општина Центар согласно Законот за управување со отпад на приватен имот и во координација со надлежните институции ќе им наложи да во одреден рок го отстранат отпадот. Доколку овој рок истече, Општина Центар ќе испрати допис до ЈП Комунална хигиена за да ја превземе обврската за отстранување на разрушените бараки од фабриката. Искуството на професорот Стефов пак покажува дека во државава не се води сметка за стручно отстранување на азбестот. Потенцира дека тоа треба да го прави специјализирана компанија со строги мерки за заштита и на околината и на работниците што го отстрануваат отпадот, бидејќи опасноста е голема. Вадењето на кровови, фрлањето на кровови, распроскувањето на крововите и таа прашина од нив, значи ќе предизвика таква азбестна прашина што целата околина ќе биде загадена. Секој што ќе вдиши од тоа е во голема опасност. И додека се чека акција за расчистување на теренот и одговори за тоа како настанал пожарот, паралелно тече предистражна постапка за историјата на сопственоста на земјиштето кај Треска. Треска стана жешка тема во јавноста по падот на мораториумот на Општина Центар, со што се отвори патот за градба на 30 нови згради, предвидени со ДУП-от од 2012 година, кој отстапува од параметрите на генералниот план за Скопје. Се јавуваат инвеститори, викаат дека ќе градат. Со еден дојдоме и обеќа толку таду ќе ни даде ово. Што ќе биде, како ќе биде? Да видиме че општината па. Општината што ќе направи. Герасимовски вели дека досега не ставил подпис ниту за градба, ниту за продажба на државно земјиште. Надеж гледа во носење на нов ДУП, зашто вели дека наскоро ќе биде избрана планерска куќа, која ќе треба да ги земе предвид и идејните решенија од јавниот конкурс за просторот кај Треска. Но факт е дека носењето на овој план трае многу подолго од роковите во кои општината треба да одговори на барањата на инвеститорите. Значи има закони кои што мораме да ги почитуваме. Јас секогаш кажувам, сите гледаме да биде најидеално. Чувствувате ли пораз вака од овој аспект во битката против ова урбанизација и против тие спорни дупови на ВМРО ДПМН кои што многу СДСМ ги критикуваше? Имам револт зашто толку долго време и покрај тоа што сме имале чист терен и мораториум, не е донесен идеален ДУП. Значи,
оној дел да кариме на време не доведе до оваа ситуација. Каде ја лоцирате вината? Па не би навлегувал целосно кај кого е вината, битно е дека не е донесен дупот за жал. А без нов детален план или суспензија на постојниот, прашање на време е кога општината ќе мора да даде амин за градба. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски не го исполни ветувањето дека до март ќе ја отстрани дивоградбата кај зградата на владината служба за општи и заеднички работи, за која известувавме во неколку наврати. Дрското непочитување на законите и правилата од самата држава е уште една потврда на поговорката дека рибата смрди од главата. Славица Филиповска. Ваков беше пристапниот пат до зградата на владината служба за општи и заеднички работи пред 3 месеци. А ваков е денес. Освен годишното време, ништо друго не се сменило, иако до зградата води асфалт со рампи и странична ограда, целосно изградени на диво, зашто блокираните соседи се жалат и институционално и пред камерата на 360 степени. Не може да пристапи тука ниту пожарна, ниту брза помош. Со кое право они затвараат пристап на приватна собственост, ми пешки не може да помири со кола, мене старо не ме е јасно. По пријава на жителите, Општинскиот инспекторат констатираше дека улицата, рампите и оградата се дивоградба и издаде рок на службата за општи и заеднички работи сами да ги отстранат. Созара не презема ништо, а во таков случај, обврската за рушење паѓа на општината, чекор за кој градоначалникот во февруари јавно даде збор дека ќе го направи. Временски тоа би значило од прилика месец дена. Од прилика месец дена до кај негде март да се спроведе целата постапка за рушење, доколку меѓувремено не ги отстранат созора самата рампа. Март помина, а дивоградбата остана. Зошто? На хартија, деталниот урбанистички план за просторот околу зградата на службата за општи и заеднички работи предвидува пристап до објектот по така наречената Адвокатска улица. Во пракса, спротивно од тоа што е испланирано и одобрено од Општинскиот совет, владината институција на своја рака изградила улица, но од другата страна, која поминува и преку тротоар и излегува директно на булеварот Филип II Македонски. Бидејќи Созара доби решение со рок сами да ја урнат дивоградбата, што не се случи, а општината вети дека во таков случај таа ќе руши, што исто така не се случи, повторно се обративме до градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. За разлика од пред 2 месеца, локалната власт сега ретерира. Велат ќе се руши кога ќе се реконструира делот кај Адвокатската уличка. Разговарано е многу пати и со директорот на Созара, како што и со нашите инспекцијски служби. Дополнително таму имаме добиено средства од ТАВ, ќе се прави улицата. Брзаме што побрзо да ја отпочнеме истата продолжува и на тој дел што го има Созара и асфалтирано, и со отпочнување на улицата ќе се отстрани оградата која што е поставена од страна на Созара. Герасимовски вели дека за реконструкција на тој потек се чекаат документи од град Скопје, но уверува дека кога тогаш дивоградбата ќе се урне. Таму има решение за отстранување, така да истата ние и ќе отстраниме, нема да остане таму сигурно. Но идејата беше со отпочнувањето на улицата, која што требаше да почнеме до сега, но поради процедура со самата документација, по отпочнувањето ќе отстраниме и оградата која што е поставена. Но првите соседи се изморени од чекање, бидејќи дивоградбата е поставена пред 2 години. Оштетените долго време се обидуваат да го решат ова прашање. За сега тоа оди споро, но надежта е дека се во ова ќе се заврши и сето тоа таму ќе се воспостави во една првобитна состојба, односно како што налагаат законите и соодветниот ДУП. Даниел Георгиевски е адвокат на соседите на Созара, кои одлучија да одат уште еден чекор понатаму. Поднесоа кривична пријава против директорот на службата за општи и заеднички работи на владата, Пеце Мирчевски. Соседите го обвинуваат дека со тоа што не постапува по решението на Општинскиот инспекторат за отстранување на дивоградбата, ја злоупотребува службената положба. Тоа е основната појдовна точка од која што се води оваа кривична пријава. Таму има налог конкретно до пријавениот во својство на директор на Созара да превземе действија за отстранување на
она што е бесправно поставено и изградено. Пријавениот директор Пеце Мирчевски во изјава за 360 степени пред 3 месеци прво тврдеше дека не го добил решението на општинскиот инспекторат. Спротивно законот дали е поставена или не е поставена, има институции кои го утврдиле веќе тоа. Го утврдуваат. Јас не сум. Вие викате го утврдиле, ја не сум видел решение дека го утврдиле. Ако вие сте го видели решението, тоа е друга работа. Јас решението не сум го видел. Кога ќе го достават решението, ние ќе тргнеме работа, ќе постапиме како што инспекторот кажа. Подоцна, Созара писмено извести дека согласно интерната процедура за движење на документацијата, решението за рушење на дивоградбата било примено, ама директорот го видел по снимањето на интервјуто и ветија дека ќе постапат согласно законот. И сега, по 3 месеци, повторно прашавме кога ќе постапат, но одговор не добивме. Соседите чии имоти се оградени како во Кафес се надеваат дека директорот Пеце Мирчевски ќе мора да даде одговори пред обвинителството, откаде ни потврдија дека добиле кривична пријава против него. Од обвинителството велат дека надлежен обвинител ги проверува наводите пред да донесе одлука што понатаму со кривичната пријава против Мирчевски, со чија амин во срцето на главниот град никна државна дивоградба која државата не сака или не може да ја урне. За какво владење на правото зборуваме тогаш? Во продолжение за уште еден пример во кој државата не ги почитува законите што самата ги носи. Во февруари 2020 беше донесен закон за неевидентирани лица во матична книга на родени за да се реши проблемот со така наречените фантоми. Нецели 3 месеци пред истекот на важноста на законот, не само што сите идентификувани со теренското мапирање не се опфатени, туку и оние што добиле матичен број остануваат во сива зона затоа што системот не ги препознава. Каде е проблемот и уште поважно, каде е решението? Од Ирена Каревска. 2 години по донесувањето на новиот закон за лицата без документи, тие остануваат невидливи за државата. Што ме вреди ова? Ова не е ништо. Со посебни привремени лични карти, така наречените фантоми требаше да добијат и привремен идентитет и пристап до основни права. Но државата не им ги признава документите што самата им ги издава. Се прават напори сега да се надмине тој проблем. Додека надлежните најавуваат решенија 3 месеци пред истекот на важноста на законот, невладиниот сектор и народниот правобранител критикуваат дека реакцијата е задоцнета. За жал, ова укажува на пропуст уште од самиот почеток. Има ли се уште надеж за невидливите? Или со новиот закон ќе останат фантоми? Джеват Красники повеќе од 4 децении живее во едно од најсиромашните населби во Тетово. Роден е во домашни услови, па не поседува никаков доказ за својот идентитет. Ова закон се пише в 2010. Ама нигде ги немаше документот. И ги немали, сега брго нема ни 7-8 месеци, како ме пишеле у матична книга. Првото парче хартија со негово име и презиме и посебен матичен број Красники го добил со новиот закон за неевидентирани лица, донесен во февруари 2020-та. Со законското решение, овие лица требаше да добијат привремени документи, се додека не се впишат во редовната матична книга на родени, со цел во меѓувреме да можат да имаат здравствена и социјална заштита, образование, вработување. Но бев социјално 5-6 пута, ја имам ране, не може да седим многу на столици, на количка. 5 пута, после нова година, дојде утре, дојде заутре, кој ме дошол решение, вика одбиење си. Образложението на институциите што ги одбиле барањата на Красники за социјална и здравствена заштита се дека тој не поседува важечка лична карта. Привремените документи издадени од Управата за водење на матични книги и МВР не му ги важат како доказ за неговиот идентитет. И што ме вреди ова? Ова не е ништо. Ова е, ако правиш да ги белја, да идиш у затвор, да те заведат таму, у полиција да идиш у затвор. А не можеш ни книжка да, сигурување, ни книжка, ни помош, ни ништо. Ништо не можеш да земам со овие. Ист проблем има и неговиот брат. И тој има посебен матичен број и лична карта, издадени според новиот закон за неевидентирани лица. Овде сум ја роден, на овое место,
документите ги немамо, се извадивме овие северна документи сме ги извадили и не ни дават ништо. Ни книжка, ни социјална помош, ни ништо иш. Дека не станува збор за индивидуален, туку системски проблем, потврдуваат и активистите, кои на овие граѓани им нудат правна помош. Законот дека не функционира уведов пред околу 3 или 4 месеци, кога почнав теренски да соработувам, да идам на посета до домаќинствата, за да видиме колку навистина можат да ги остварат нивните права. Од Институтот Ромалитико испратиле и допис до Министерството за правда, во кое го повикуваат да спроведе надзор врз имплементацијата на законот и да утврди каде е проблемот. Во одговорот пишуваш исто така дека надзорот ќе се спроведе, сега остануваме на тоа како ќе се спроведе, не беше точно нанесено кога и како ќе се спроведе. Зошто законот и по 2 години не функционира во пракса? Прашавме и ние, и тоа во повеќе институции. Клучни алки за носењето и спроведувањето на законот за лицата без документи се Министерството за труд и социјална политика и Министерството за правда. И двете министерства ги игнорираа сите прашања кои 360 степени им ги упати во врска со овој проблем. Единствено, одговори добивме од управата за водење на матични книги. Велат дека проблемот е во тоа што посебните матични броеви што ги добиваат лицата без документи се разликуваат од стандардните, па институциите не ги препознаваат како валидни. Тој интегриран систем не ги препознава овие формулата по која што определен идентификационен број. Се прават напори сега да се надмине тој проблем. Реално, мислам, тоа е по мене малце доцна, меѓутоа сепак добро кога би се надминало сето тоа и луѓето конечно да ги добијат правата за кои што сепак е создаден овој закон. Според Пецевска, ова е и причината што голем дел од лицата без документи не побарале да бидат впишани во посебната матична книга на родени. При теренското мапирање на овие граѓани, во земјава беа лоцирани 723 лица без документи. Но до крајот на март, само 318 од нив побарале и добиле упис во посебната матична книга на родени. 100 други се запишале во матичната книга по стариот закон, додека останатите имаат рок до крајот на јуни, кога престанува да важи законот, а со тоа и нивното право да побараат упис во посебната матична книга на родени. Со оглед на тоа дека не се пријавија сите, најверојатно ќе има продолжување на рокот на примена на овој закон. Сепак тоа треба да биде некој оптимален рок, бидејќи не може да оди во недоглед. И додека од управата за водење на матични книги посочуваат дека во овој период се потребни засилени теренски кампањи за да се допре до засегнатите граѓани. Од канцеларијата на Народниот правобранител критикуваат за задоцната реакција. Не требаше да се чека 2 години од донесувањето на законот за да последните 3 месеци од истекот на важноста на овој закон излеземе на терен и да ги утврдиме слабостите, бидејќи една од нашите препораки во мај месец минатата година беше токму тоа. Народниот правобранител неодамна ги повикал на средби надлежните институции за имплементација на законот и укажал на потребата од дополнителни законски измени и координација за негова имплементација. Планираат да се обратат и до владата и да побараат санкции за сите надлежни органи и службеници кои не го спроведуваат законот. Се префрлува топката, ние сакаме, другиот орган не сака и така натаму. Ќе повториме, не е работата дали некој сака. Овде работата е дека некој мора, треба, бидејќи законот е сила, има сила, правна сила и сите овие повикани органи треба во пракса да го имплементираат, да седнат, заеднички да изнајдат начини и модуси како тоа да го направат, бидејќи донесовме решение кој што е поздравено и од Европска комисија, а за жал во пракса ги држиме граѓаните, ги држиме овие лица во една неизвестност во смисла да тоа да имаат нешто што се нарекува документ и да бидат повторно незадоволни затоа што го имаат само документот кој што е парче хартија и не може да остварат право. Но освен што законот не функционира и државата не им ги признава на граѓаните посебните лични карти, има и други проблеми. Главната цел на реформата беше лицата што ќе добијат посебни документи во рок од 5 години да бидат впишани и во редовната матична книга на родени. Но досега управата не ја завршила оваа постапка за ниту едно лице, иако за тоа е законски обврзана.
Кога ние на нив тој им го пренесеме како информација дека сега си запишем во посебна матична книга на родините, но за да те преминеме во оваа другава, треба да донесеш цел сет на докази, они едноставно исчезнуваат. Потоа не доаѓаат и нема интерес од нивна страна. Според дел од невладиниот сектор, пропустот е и во самото законско решение, но и во инертноста на институциите. Ние апелиравме дека се работи за навистина сериозно прашање кое што се решава, судбината на овие луѓе им се решава и дека треба да се запасат законските рокови. Александра Ефремова од Сдруженијето на млади правници потсетува дека токму впишувањето во редовната матична книга на родени беше крајната цел. Затоа вели, мора да се прецизира што се може да се бара од лицата како доказ за нивниот идентитет, бидејќи постојниот закон нуди можност за широко толкување и различна примена од службените лица, а со тоа и одолговлекување на постапките. Да, вие работите на изнаоѓање на тие лица, нека се продолжи рокот, меѓутоа дајте понудате за тоа време додека ќе запишувате во посебна матична книга, понудате некое решение да спремиме еден добар закон и веднаш да се почне со упис во редовната матична книга. И пола од тие лица да бидат запишани во редовна матична книга и да се добијат. И според мене повеќе од пола ќе добијат веднаш државјанство автоматски со самиот упис, бидејќи барем еден од родителите е македонски државјанин. И вие пола од проблемот сте го решиле, а со донесување на такво добро законско решение ќе превенирате и во идни на вакви случаи да се појават. Регистрирање на сите роми во матичните регистри е една од приоритетните задачи што земјава ги презеде со усвојување на Познанската декларација во 2019 година, прифаќајќи да ги зајакне напорите за постигнување рамноправност и целосна интеграција на ромите. Но додека надлежните не најдат начин како да ја спроведат реформата што ја донеле, ќе продолжат да се создаваат нови генерации фантоми. По ограничувањата што ги наметна COVID-19 во изминатите 2 години на гевгелиските улици повторно се слуша грчки. Сепак, будењето на локалната економија зависно од посетите и трошењето на грците не оди толку лесно и брзо, барем не за некои дејности. Зоран Јовановски има сликата од терен. Попушта COVID-19 пандемијата. Владите ги олабавуваат мерките, а со тоа и условите за патување. За Гевгелија, градот близу најголемиот граничен премин со Грција, сето ова значи олабавување и на економската криза. Локалната економија, од казина до пазари, која во голем дел зависи од муштери од Грција, речи си да замре во изминатите 2 години. Никакво. Еуфорија немаше, се беше затворено, а сега е друго. Гевгелија живее од грците, не живее само од македонците. Гевгелија ја посетивме во четврток, пазарен ден. Имаше грци, но некако пред пандемијата. Според гевгеличани, ќе треба време се да се врати по старо, но барем работите одат во посакуван правец. И сега од овој месец почнува пак помалку да се стабилизира. Еве сега може ако прошетавте денес видите има веќе почнаа грци да доаѓаат. Не се пречка само ковид протоколите на граница, туку и опаднатата куповна моќ на грците. Гевгеличани велат и таму е криза. Се е поскапено и во Гевгелија, иако сепак парите во земјава вредат повеќе. Тука многу повеќе им се исплаќа да трошат пари тоа што е поевтино, кај нив е поскапо, нормално поголеми е стандардот кај нив. Грците тука прават промет, имаше купуваат многу од вие супермаркетите, значи беше многу подобро, али сега гледам оти има грци, доволно пак. Во Гевгелија се е двојазично. Многу мина зборуваат грчки, се создаваат пријателства, а се повеќе грци решаваат тука и да живеат. Και ζω στο Γεύγελη 4 χρόνια. Γιατί παντρεύτηκα με μια κοπέλα από εδώ πέρα, από το Γεύγελη. Ναι, αλήθεια είναι. Η πόλη εδώ πέρα στηριζόταν πάρα πολύ από τους Έλληνες. Αλλά τι να κάνουμε. Ήρθε ο COVID και μας έκλεισε όλους μέσα. Τι να κάνουμε, αυτό ήτανε. Αλλά να, σιγά σιγά έρχονται πάλι. Δεν χαλάσαμε τις σχέσεις μας, όλα είναι καλά. Веројатно најразвиен бизнис е денталниот туризам. Стоматолозите беа едни од најпогодените во ковид кризата со оглед на природата на работата, но старите клиенти сега се вратија. Во чекалната на оваа поликлиника до еден сите пациенти беа грци. Имаше периоди кога не работевме, а потоа кога почнавме да работиме, тоа беше се со скратено работно време. Меѓутоа се трудевме да
обстанеме во тој период од, да кажам, 2 години и се надевавме дека ќе го дочекаме оној момент да се вратиме на една нормала, како што бевме и пред короната, и за среќа веќе тоа почнува да се случува. Анек се протена дума, клиса, воруме лигуното халаросу на павтимерја, тоало фенете мяхара, анек се тора. Пред COVID, оваа ординација имала и до 80 пациенти дневно. Дента кога снимавме, има околу 30. Анек се. Παλιότερα ήρθαν για λόγους οικονομικούς. Ήταν πιο φτηνές υπηρεσίες. Αλλά παρατηρώντας αυτή την ποιότητα των υπηρεσιών, θα ξαναερχόμουν και έρχομαι και μια ζωή θα έχουμε ανεξαρτήτου τιμής. Οι τιμές εδώ πέρα, παρεπτόντως είναι προσιτές, είναι φτηνές, ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά το λέω, οι υπηρεσίες που προσφέρει η συγκεκριμένη οδοντιατρική υπερσύγχρονη, από ό,τι παρατηρείτε, κλινική, είναι τέλειες. Салоните за убавина се друга гранка во која е неизбежен близок човечки контакт. Сампуан, силвер, газис? Не. Валис? Не. Со намалениот страф од вирусот се зголемува побарувачката. Се осети доста, значи беше празно. Ги немаше скоро ич. Не користат наши услуги, значи не пазаруваат од нас, немаат потреба, бидејќи кај нив е доста тешка ситуацијата. Па малтретирање по граници, па самата ситуација со короната стравот. Значи немаа потреба тие од нас и ние беме доста заглавени. Ама помина тој некој тежок период, па се вративме во нормала и уште тераме некако, ама не е во целост. Денес може да се каже дека беше доста добар ден. Од Сабајле има доста грци. Να здравие, φάλα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θέλαμε να δούμε και τους φίλους μας, δεν μπορούσαμε, μας έλειψαν. Αλλά εντάξει, μιλούσαμε από το τηλέφωνο, οπότε με το που σταμάτησε όλο αυτό και άνοιξαν τα σύνορα, το πρώτο που κάναμε ήταν να έρθουμε να δούμε τους φίλους μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και τα μαλλιά. За разлика од другите услужни дејности, угостителите велат дека кај нив побавно се враќа работата. Во стариот сјај да се вратиме, ќе треба, мислам, доста време. Дека не само и од грците, дека и кај нас ситуацијата малце не е баш сјајна. Така да, мислам дека ќе треба доста време да завергламе по старо. Сепак, дневната кафе шема си постои. Се враќаат, доаѓаат и сами кажуваат дека им недостига гевгелија, им недостига бакарди, им недостига све друго што е тука. Ама се враќаат, полека се враќаат. Со укинување на вакциналниот сертификат, влезот во земјава ќе биде без ограничувања. Со почетокот на туристичката сезона на 1 мај пак, се очекува и Грција да го олабави преминувањето на границата. Гевгелија е меѓу градовите во земјава со најнизок процент невработеност, кој успева да го одржи и покрај кризниот период. Според пописот, општина Гевгелија има 21.582 житела, а во март годинава имала 1411 невработени. Северна Македонија, Албанија и Србија се држави што мораа да направат и законски уставни измени во делот на правосудството. Тоа го бараше ЕУ со цел да се постави рамка за независно судство. Но и покрај вложените време, пари и труд, во ниту една од трите земји јавноста не го перцепира судството како независно. Група истражувачи од овие држави проблемот го лоцира во така наречената судска култура и веќе ги промовира активностите за нејзина промена во главните градови на трите земји. Во Тирана беше Александар Димитриевски. Белград, Тирана, Скопје. Три престолнини на три држави одамна тргнати на патот кон Брисел. Иако и должината и тежината на патот за сите е различна, најмалку една работа им е заедничка. Трите држави во различни временски периоди мораа да направат уставни и законски измени со кои судството, на хартија, доби независност од законодавната и извршната власт. Не само законот, туку и уставот. Ние имавме еден голем пакет на уставни амандмани уште од 2005 година кои произлегува од тој процес на евроинтеграција. Перцепцијата дека новите уставни и законски норми во трите земји не го дадоа посакуваниот резултат
независно судство, бил повод за Денис Прешова од правниот факултет Јустинијан I од Скопје да влезе во заеднички проект со колеги од Албанија и од Србија. Основниот проблем го лоцираме во тоа дека немаме вкоренета култура на независност како дел од судската култура, како основен столб на судската култура. Таа судска култура се карактеризира со еден страв, една недоверба, каде што судскиот совет се перцепира повеќе како заштитник на интересите на одредени други структури, политички, бизнес елити и така натаму, дури и на некакви судски елити. Токму на темата судска култура минатата недела во Тирана разговара експерти од трите земји и суди од Албанија. Слични дебати имало и ќе има и во Скопје и во Белград, а поддршката и поттикот за процесот и во овој случај доаѓа од членка на Унијата. 6 years after its approval, the justice reform in Albania has come a long way, and most justice institutions have been established and are functional and are around the table here. For the Netherlands, the justice reform is very important. For the Albanian people trying to access justice, but also for Albania on its path towards the EU. Дека напредокот се гледа различно од надвор и од внатре, покажа оценките на дел од учесниците. Зоран Нечев од Институтот за демократија Societas Civilis, организација што го води регионалниот проект, имаше попесимистички поглед. Regardless of where these three countries stand in the EU accession process, what we have seen through this research that the problems are similar, or let's say same. And regardless that Serbia is negotiating already for 8 years, the progress that has been made is insignificant or lacking. Главниот истражувач во проектот од Албанија е универзитетската професорка Фјоралба Цака. Зад себе има искуство на заменик министер за правда, позиција од која била одговорна за борбата против корупцијата и реформите во правосудството. Албанија, иако подоцна од Северна Македонија, исто така направи уставни измени па и длабоко прочистување на судството, така наречен ветинг. Но, што покажало низиното истражување, дали судиите сега се навистина независни? Independence is not only normative independence, the one that the laws give you, but it's also a professional independence and personal and also internal independence. When I talk about the professional independence, I link it with all the legislative changes, budget opportunity to administer courts, working conditions of judges. And in this regards, I again say that there are lots of improvement in the legislative framework, but less attention is given so far to the internal independence of judges or to the individual independence of judges. А индивидуалната независност, според Цака, не се решава со закон или реформа, туку се работа на вкоренетите традиции и личните вредности. And I think it's a great chance now, after the reform, to build a proper local portrait of the judge, how a judge should be, what's the role of a judge in the society. And we should check more how judges perceive themselves. Do judges acknowledge the power that is given to them? Do judges exercise in reality this power? Or they are still intimidated because there were threats or are still threats in the system, written or unwritten, because there are influences that might come from politicians or might come from businesses or even family members. Србија има најдолга историја на обиди за судска независност, но дури неодамна ги направи најголемите резови во судството кои ги бара Брисел. Дали се доволни законите скроени по европски терк, ако штофот на судиите не е таков? Ta dilema da li nam treba vladavina prava ili vladavina ljudi postoji još od Platona. Međutim, ona je u suštini lažna, jer možete imati najbolje zakone, ali ako nemate odgovarajuće ljude koji te zakone mogu da primene, ako nemate kompetentne, ako reč o sudijama, kompetentne sudije i sudije koji su zaista posvećene svojoj funkciji i njenom obavljanju na nepristrasan način, onda ti zakoni neće biti dovoljni da bi jedna zemlja imala nezavisno sudstvo i opet stručno sudstvo i sve ono što uz to ide. Танасија Миленковиќ, кој е професор на правниот факултет во Белград, во истражувањето дошол до заклучок дека и Србија сега има многу добри закони во областа на судството, но и дека нема баш независно судство. Излез гледа пред се во подобро образование и на сегашните
и на идните судии. Mora se raditi na unapređenju kulture, to se čini pre svega kroz socijalizaciju, sve oblike socijalizacije, od razvijanja odgovarajuće kulture u odnosima u jednoj porodici, pa preko i najviše obrazovanja, ali zatim i kroz medije i obaveštavanje društva o problemima i uticanja, kad je to legitimno, u oblicima koji su legitimni, uticanje na rad sudija putem medijskog izveštavanja takođe, ne vršenje pritisaka. Во Северна Македонија со години судиите ги избира и разрешува судскиот совет, каде мнозинството членови се судии кои на непосредни избори ги бираат самите судии. Во истражувањето за судската култура во земјава на Денис Прешова има цитати од анонимни интервјуа со судии. Еден опишува како изгледаат изборите. Изборот оди вака. Председателот на судот те кани во неговата нејзината канцеларија за да ти каже за кого да гласаш. Ова ми се има случено лично, кога еден председател на суд ми кажа дека ако види глас за кандидатот за кој се знае дека ми е пријател, тогаш ќе биде јасно кој гласал за него. Ако погледнете во последниот период, иако можеби некој сака да се пофали и се гордее со бројките на разрешени судии, за еден краток период, многу голема бројка, особено во споредба со она што представува европски просек, тоа всушност ги праќа сигналите дека судиите треба да внимаваат како постапуваат и на тој начин се создава еден менталитет во кој е побитно да го решите случајот, отколку да вистински право раздават. Нормата и квантитетот се побитни од квалитетот и тоа го гледаме на повеќе нивоа дека се манифестира. Начин за подобрување на судската култура и Прешова гледа во образованието. Не само на судиите што допрва ќе доаѓаат, туку и на оние што веќе извршуваат функцијата. Заклучоците од истражувањето од трите земји нема да останат само зборови за тесна публика. И тие ќе патуваат во Брисел за да обрнат внимание на Унијата дека има суштински проблеми кои не се лесно мерливи и не се решаваат со измени на закони. На крај, како што каже и холандскиот заменик амбасадор, целта на реформите не е само да се остварат задачите на патот кон Брисел, туку да гарантира дека секој граѓанин треба да очекува и да добие независна и неселективна правда. Уште не сме до крајот, реклами па саботажа. Многу е добро тоа што лица кои со децении се во врвот на политиката и со својот ангажман придонесле за градење на токму таква држава. Конечно сваќаат што и како направиле, односно со што можат да се пофалат. Јас знам што е проблемот. Проблемот е во тоа што немаме функционална демократија. Немаме системска институционална демократија за да можат луѓето да бидат задоволни од демократските институции. Веројатно причината за тој успех е фактот дека секој од нив ставал по некое ново камче во мозаикот, збогатувајќи ја големата слика, која можеби веќе не изгледа така како што е замислена, затоа што наместо професионализација доминира политизација. Ние со секоја промена на власта создаваме нови институции. Искуството е многу битно. Ние и нашите институции немаат меморија. А такво паметење не може ниту да има затоа што вредност секогаш се дава на голобради, а се заборава на оние кои проседуваат, иако дел од нив, па дури ниту тие кои го акцентираат тоа, немаат сосема чиста ситуација да го легитимираат проблемот. Во Македонија мене ме прогласија, предпоставам и сите други, стар уште на 55 години. Да, одека си. Така, Добро, малку како што гледате се, тоа е офанзива од млади луѓе, па впрочем затоа сме и тука кај што сме како држава. Но за разлика од желбата, постојано нешто да се подмладува останува да важат старите добри навики кои изгледат тешко се забораваат и тие се чини се вистинската причина за тоа што состојбата е таква каква што и е.
Секој чека, ако удри гром, државата е крива зашто нема ова. Ако преродат пиперките да ми ги откупи државата. Ако не родат пиперките, државата да ми субвенции зашто не роди да пиперките. Значи се е тоа врзано државата, па таков систем пропадна од 90-тите, таа држава да беше толку добра, ќе пропаднеше капитализмот, не социализмот. Тој исчекор кон пазарна економија и вистинска модерна демократија. Сепак зависи од граѓаните, а тие не секогаш знаат да ги пикираат вистинските ликови. Довербата не ја стекнуваат тие што се најмудри и најдобри, туку тие што успеале добро да ја продадат својата приказна. Доколку во оваа држава имаше било каква европска вредност и мерит систем, Оливер Спасовски ќе работеше како не знам, нешто ќе стоеше на врата негде веројатно. Може би затоа се потребни нови вредности, стремеш кон западната цивилизација, чиј модел се покаже како успешен. Иако ни тие очигледно не се нешто особено со оглед дека пишуваат некакви црни листи и тоа без да дадат некакво адекватно образложение. Па оставаат јавноста да биде зачудена зошто тоа го сториле. Би бил посреќен да дознам точно што направиле Груевски и Мијалков за оваа елаборација што се дава. На крајот, не би требало да изненадува дека го добиваме тоа што всушност и самите си го бараме. Види, има една турска изрека, вели ким јер урмалар, гјутюни термалар. Во превод, тој што јаде многу урма го чеше газот на крај. И тоа се тие нешто што на крај како и да се плаќаат. Млади или стари, искусни или неискусни, на црна или на бела листа. За цехот што тие го прават, за својот джеб се фаќаат тие што ги бираат. Дури во социјализмот, урмите, сепак, некој мораше да ги плати. Ова вообичаено е последната содржина во секој издание на 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас, наосад следуваат вести, останете, погледнете ги, а ние повторно ќе се видиме в петок во овој ист термин. Пријатно!